Здравствените работници го креваат гласот за повисоки плати од септември за јавното здравство да не колабира. Медицинскиот персонал прашува до кога власта ќе биде глува за нивните барања за ветеното и заслужено покачување на платите. Покрај медицинските сестри и техничкиот персонал, последни во низата бараат и возачите на јавните здравствени установи, кои се незадоволни од третманот од Министерството за здравство. Вела дека нивните плати се под минималецот, а се пожалија дека не им се исплаќаат ниту додатоци, ниту пак имаат бенефициран стаж. Здравствените работници се заканија со генерален штрајк ако наредниот период не добијат покачување на платите. Вела дека ќе излезат на улица веќе од септември, па тука се поставува прашањето кој ќе ги лечи граѓаните кои онака се соочуваат со недостаток на медицински персонал. Во исто време и техничкиот персонал во здравствените установи бараат зголемување на платите за 30% и побараа подобри услови за работа. Од независниот синдикат на геријатрија не се согласуваат со новиот колективен договор, бидејќи како што велат имало многу недоречености. Новиот колективен договор што го подпишаа во мај месец ССМ и владата нас не ни одговара како независен синдикат, затоа што во тој колективен договор има направено многу големи грешки. Имаат измешано, буквално кажано, баби и жаби, каде што определен број на вработени ставени се во група на минималец. Како што веќе изјавија лекарите, прагот на толеранција им бил до септември, а ако не им се усогласат платите, белите мантили излегуваат на улица. Освен тоа се закани и со над 1000 тужби кои ќе ги упата до Фондот за здравствено осигурување. После 1 септември ќе почнеме и со тужбите и со протести. Значи тоа треба да им биде јасно. Ние немаме против 10% К15, све тоа за поздравување. Меѓутоа, ние во програма на владата беше 10% годишно пишано за време на пандемија, значи ја донесоа таа програма. Ние досега имаме 10% само добиено. Ако се најдоа пари за судиите, би требало да се најдат и за функционерите секако, би требало да се најдат пари и за здравство. Откако здравствените работници го кренаа гласот, од Министерството за здравство соопштија дека веќе од септември ќе седнеле на иста маса и подетално ќе ги разгледале одредените актуелни прашања, меѓу кои и пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.